Министерот за здравство Никола Тодоров денешната посета на Општа болница и здравствен дом на Кочани ја започна со посетата на неколку одделенија, каде што Министерството за здравство досега инвестираше во реновирањето на санитарните јазни и набавка на медицинска опрема и помагала. Целта е да видам како се одвиваат работите, како функционира Кочанската болница, за која што сум известен и од Фондот за здравствено осигурување дека е една од подобрите болници во Македонија по функционирање од аспект на фактурирање, од аспект на долгови, има многу намалени долгови, односно има најмал долг од сите болници, и да видам како се движат реформите кои што ги договоривме при нашата претходна посета. Од она што денеска на работниот состанок можев да го слушнам, сум навистина задоволен. Гледам дека од 1.6. ќе започне да функционира патолошката лабораторија и тука ќе почне да се изведуваат или да се диагностицираат и таков тип на ќе отпочне со ваков тип на диагностика, патолошка диагностика, што ќе овозможи и вклучување во програмите на Министерството за здравство за бесплатни ПАП прегледи, што се доста битни за спречување на определени заболувања кај женската популација. Исто така сум информиран дека при крај со имплементацијата на ИСО стандардите во болницата, некаде во мај ќе биде завршена првата фаза, потоа следува втората фаза на сертификација. И она што денеска исто така го договоривме како една нова работа која што ќе треба во наредниот период да ја имплементираме, а тоа е да се обучат сите оние интернисти кои што четворица ги имаме во болницата во Кочани за една нова процедура која што се вика пейсмейкер за надворешна стимулација. Тоа е за еднократна употреба, меѓутоа многу често спасува животи при транспортирање на пациенти кои што имаат срцев удар од Кочани до Скопје кога е потребна или неопходна е некоја инвазивна метода како што е стентирањето или нешто слично. Се договоривме со клиниката за кардиологија да пружат оваа потребна обука и мислам дека на тој начин сериозно ќе зголемиме квалитетот на функционирањето и во овој дел, и доста човечки животи ќе бидат спасени со воведување на ваква нова процедура во работењето. На крај сакам да резимирам дека сум навистина многу задоволен од начинот на функционирање на менаџерскиот тим во болницата во Кочани и на сите лекари, целиот медицински и немедицински персонал, од кој гледам многу голема посветеност на работата и фокусираност, и како резултат на тоа гледам многу позитивни резултати во функционирањето. Ние имаме обезбедено две согласности за вработување на критичните точки во болницата. Се договоривме едното да биде за неврологија, а второто да биде за интерна, зборам за специјалностите. А во иднина ќе направиме напори да обезбедиме и дополнителни 4 вработувања, зборам во иднина во текот на оваа година, кои што ќе бидат од специјалностите на интерна, гинекологија, педиатрија и ортопедија. Така да и рентген, се извинувам, и рентген. И очекувам на овој начин ова година со овие 6 вработувања на лекарски персонал да се целосно комплетираат тимовите и да имаме непречено и поквалитетно функционирање на болницата. Видовме разбирање од негова страна за вработувањата, поготово на лекарите на Општа болница, кои што се нужност, значи тоа се нужни потреби на пополнување на места по одделенијата, кои што се моментално ослабнати со кадар, со тоа би дошло до стабилизација на кадрот на самите одделенија. Проблемот со волонтерите исто така го истакнав, работиме на негово решавање, да во догледна иднина барем еден дел постепено со нив дојде до решавање на нивниот работен статус, бидејќи тие се исто доста заслужни за функционирањето на Општа болница, доста се наброи кај нас и нивниот труд ние го ценеме и ќе гледаме да во иднина го решиме прашањето за волонтерите. Секогаш овие посети се завршуваат за нас позитивно, со надеж дека состојбите кои што се добри ќе бидат уште подобри. На прашањето за вработување на сезонските вработувања, министерот со одговор дека такви вработувања засега не